Почитувани, Никола Димитров, како министер за надворешни работи, беше извор на лажна вест, кога лани, заедно со двајца вице-премиери и со премиер, објави фотографија во чест на лагата дека Македонија добила датум за почеток на преговори, за почеток на европската интеграција на Република Македонија. Почитувани, по недобивањето на датумот за преговори и годинава, Никола Димитров треба да си поднесе оставка. Тој нема ниту едно позитивно дело и успех за државата и во секоја нормална демократска држава тоа би се очекувало од министер на таква позиција. Почитувани, недобивањето датум и лани и годинава во јуни е неуспех на македонската дипломатија на чело со Никола Димитров, кој што повеќе се посвети на лични прашања отколку на дипломатијата кон навистина добивање датум. Но тој е човекот кој што се колнеше во Илинденска Македонија, ја представуваше Република Македонија, а ја потпиша и се гордее со Северна Македонија. Почитувани, наместо за напредокот и за датумот за Македонија, името на Никола Димитров ги потсетуваше холандските политичари и холандската јавност за корупцијски скандал тежок 20 милиони евра, пари од државни субвенции за институт во Хаг, каде Димитров имаше висока позиција и како близок човек до првиот човек на институтот имал несразмерно голема плата. Наместо да се зборува за Македонија, во Холандија се зборуваше за Димитров, за неговата плата и за можна вмешаност во корупцијски скандал. Да подсетиме, францускиот печат ја посочи Холандија како земја која што се противи на отпочнувањето на преговори со Македонија. Почитувани, кога зборуваме за Холандија, корупцијата и непотизмот го поврзуваат Никола Димитров и со скандалот со стипендијата за неговата ќерка и начинот на кој што таа се стекна со стипендија за студии и престој во Хаг, иако семејството Димитрови имаат имот во близина на универзитетот. Но Димитров не одговори како е можно со ваква стипендија да се стекне неговата ќерка, а не редица други кои ги исполнуваа критериумите. Досега не одговорил за неговото можно влијание, зошто преку ноќ неговата ќерка се стекна со стипендија 2 дена пред распишување на избори од комисија водена од лице блиско до Димитров, а комисијата која што ја одобри стипендијата работела во нецелосен состав. Почитувани, Никола Димитров го претвори МНР во приватна институција на политички истомисленици и со креирање на лажни ситуации за лажни вести, непотизам, самоволие, корупцијски скандали, политички реваншизам и со навреди кон македонскиот народ нанесува срам за државата и дома и надвор. Во моменти кога власта најавува привид од реконструкција на владата, Никола Димитров треба повторно да ја активира веќе еднаш поднесената оставка со потпис и со печат. Ви благодарам.